Овој панел се однесува на нешто што ние во Цивил го работиме речиси 2 децении на различни начини, во различни капацитети, но секојаш со ограничени ресурси. Но да го парафразирам мојот драг колега Дехран, ресурсите не се пресудни. Пресудно е тоа што ние имаме да го кажеме, тоа што можеме да го почувствуваме и се разбира без компромиси и без калкулации, без страв да ја одбраниме вистината, бидејќи не постојат повеќе вистини. Теоретичарите кои ќе ви кажат дека некој настан може да предизвика различни вистини од различни страни е калкулант во најблага смисла на зборот. Вистината е една. Завршувањето на животот насилно, само затоа што е некој муслиман или бошњак, е факт. И ништо друго. Една е таа вистина. И ништо друго не може да ја смени. Денес не зборувам овде само за геополитика и стратегии, туку за сеќавањето. За вистината и правдата што им ги должиме на жртвите, на оние што се убиени, и се разбира за одговорноста што ја носиме пред живите, сега и пред оние што ќе дојдат по нас. Руското влијание во Србија не се сведува само на дипломатија или воено сојузништво. Да, воено сојузништво. Тоа е софистицирана и длабоко вкоренета стратегија која ги опфаќа медиумите, разузнавањето, црквата и културниот идентитет. Тоа е стратегија насочена не само кон проширување на геополитичкиот отпечаток, футпринт на Русија во регионот, туку и кон препишување и дисторзија на историјата, прикривање на злосторствата и оживување на хегемонијата на Балканот под знамето на одбрана наших. Во центарот на оваа стратегија се наоѓа еден многу моќен и исто толку смртоносен наратив. Митот за жртвата. Русија и Србија изградија и споделуваат светоглед во кој двете нации себе си се прикажуваат како вечни жртви. Жртви на западната агресија, глобалните заговори, жртви на културниот прогон, верскиот и така натаму. Во овој наратив агресијата се представува како самоодбрана, а геноцидот како праведна борба и борба за слобода и за остварување на некакви права. Руската медиумска инфраструктура, РТ Балкан, Спутник Србија, но и широката мрежа, би рекол уште повеќе широката мрежа на локални патриотски медиуми во Србија, неуморно работи на поддршка на српските националистички наративи. Тие, предпоставувате што ќе кажам, се ископирани на ова тло овде. Без никаков проблем. Вие можете како држава или како влада да забраните или да се придружите формално на европските забрани на РТ и на Спутник, да изглумите дека сте кооперативни со Европа и со демократскиот свет, а при тоа истиот тој систем да даде телевизиски концесии на руска антена во човечки облик, кој при тоа е и високодостоинственик во црквата, да им дадете широка авенија да отворите на дезинформациите, на пропагандата на рускиот наратив во сите, буквално во сите медиумски аутлети во земјата. И при тоа институциите да не мрднат со прст. При тоа, исто така,
Организациите кои се во доменот на саморегулацијата на медиумите, воопшто во ниеден момент да не направат буквално ништо, половина збор да не напишат или да не кажат. Но ќе продолжам понатаму. Западот, значи, се прикажува како извор за сите проблеми на Балканот. НАТО како историски агресор, ЕУ како империја што се распаѓа, непријателски настроена кон словенскиот и православниот идентитет. Но најопасниот дел од оваа машинерија не е тоа што го кажува за другите, туку долгорочната стратегија што и дозволува, односно и наметнува на публиката да ја негира вистината за себе. Негацијата на геноцидот на Сребреница не е изолиран чин на историски ревизионизам. Тоа е централен столб на оваа пропагандна структура. Нека биде повторувано за секогаш. Повеќе од 8300 бошњаци, мажи и момчиња, беа систематски екзекутирани во јули 1995 година за само неколку дена. Да земете да броите од 1 до 8300 и тоа не е конечната бројка, ќе заспиете, ќе ви заболи глава, ќе ви стане тешко. Само да броите во себе, не гласно, гласно ќе зарипнете. Замислете да убиете еден по еден 8300 луѓе. Знам дека ова многу пати сте го слушнале. Вие сте го кажале многу пати. Ќе го слушнеме и понатаму. Но никогаш не треба да биде доволно тоа. Токму заради тоа што го слушнавме и претходно. Меѓу другото и од Дехран. Сепак, до ден денес, тоа ужасно злосторство се минимизира, се релативизира. И на многу места низ регионот, не само во Белград и Москва, отворено се негира и овде. Јас би сакал тука исто така да кажеме, затоа што не слушнав дека беше кажано, а и поретко се среќава во литературата и во извештаите. Паралелно со масовните екзекуции, геноцидот во Сребреница беше одбележан и со систематско сексуално насилство, со илјадници силување и нечовечки третман врз жени и деца, и присилно раселување на над 25.000 луѓе од тој регион. Слушнавме бројка од претходно од 36.000. Сето ова остава траума, длабока лузна, буквално на секоја педа од Босна, но исто така и на секоја педа од оваа планета. Секој геноцид ја означува планетата така како што ја проектирал некој злосторник. И ние мораме да се спротивставиме на тоа. Токму тука, кај негирањето, руската стратегија совршено се синхронизира со српскиот хегемонизам. Преку наративите за прогон и жртва, Москва му овозможува на Белград да ја продолжи својата политика на регионална доминација под превезот на самоодбрана. Воените злосторници се представуваат како патриоти. Сецесионизмот се представува како процес за заштита на угроженог и прогонjenог српства. Процесите за помирување се блокираат и се заменуваат со жестоки кампањи на омраза и на страв, сеење страв кај сопственото население, за да се подготви потоа за следниот погром. А секој обид за обелоденување на фактите и вистината се етикетира како напад врз идентитетот, во случајот во српскиот идентитет. Меѓутоа знаеме ние добро во цивил дека ние сме постојано некакви предавници и напаѓаме нечи идентитет и дека сме платеници и дека сме што не, да не збориме сега за нас. Како и да е, ова не е војна во која може да излечете
некаков логичен заклучок. И не е само политика. Ова е војна на наративи. Тие внимателно се спремаат со научна прецизност и со огромни средства кои се вложуваат во таа војна. Српската православна црква, да не ја запоставиме, во тесна идеолошка и оперативна координација со Руската православна црква ја презема улогата на морализатор во овој екосистем кој се состава. Таа не го благословува мирот, како што би требало една црква или една вера да благословува. Туку ги отвора раните на војната. Не ги затвора, не ги лечи, ги отвора раните на војната, а лагата ја прогласува за светост и се разбира, ја труе душата на генерациите, на младите генерации, токму тие што утре би требало да бидат некое ново топовско месо. Во меѓувреме руските и српските разузнавачки служби соработуваат во операции кои ги таргетираат граѓанските организации и активисти. Спроведуваат софистицирани и масивни дезинформацијски кампањи и ги подкопуваат владите со прозападна ориентација во регионот. Нивните хибридни тактики не се нови, но стануваат се поагресивни, технолошки понапредни, вклучително и на вештачката интелигенција, и емоционално поефективни, а со тоа се разбира и поопасни. Тие не внесуваат дисторзија во реалноста на денешницата. Тие го бришат минатото. Тоа е главниот таргет. А тоа не води до оно што е најважно и оно за кое зборуваа сите претходни говорници на оваа, според мене, исклучително важна конференција. Вистината. Не смееме да дозволиме геноцидот да се негира. Едноставно не смееме. Тоа е нешто толку едноставно и присутно, како што е присутен воздухот во оваа просторија. Не смееме да дозволиме масовните гробници да бидат закопани под пропагандата. А тоа се заканува, таа опасност се заканува во овој момент, во овој период. И не смееме да дозволиме жртвите да бидат убиени повтор пат, со молк. Негацијата на геноцидот не е само изопачување на вистината. Тоа е оружје со кое тиранијата и лагите владеат уште долго, откако земјата ќе биде натопена со крв во тој геноцид во Сребреница. Тој е жив, пукотниците и лелеците се слушаат, се додека трае молкот и се додека се прифаќа лагата. Некои тврдат дека луѓето негираат такви злосторства затоа што се заробени во пропаганда. Дека биле научени да гледаат на агресорот како на жртва. Иако тоа може да важи за некои на вистина. Од оваа говорница се разбира, ќе бидам респектабилен, нема да ги наречам со вистинското име тие што веруваат на такви пропагандни наративи, но во секој случај тоа воопшто не е оправдување. Ни оддалеку не е целосно оправдување ако вие кажете па беше народот таргетиран од жестока пропаганда и тие беа убедени во тоа. Не. Не кога има масовни гробници. Не кога доказите се непобитни. Не кога имате пресуда на не знам колку меѓународни инстанци. Не можете едноставно да кажете пропагандата не убеди и ние моравме тоа да го направиме. Тоа дури и учесниците во извршувањето на геноцидот го имаат кажувано на судови или во не знам какви прилики, кои биле ставени во ситуација да се бранат. Привршувам. Пред таков ужас да се тврди ние бевме нападнати или не знаевме, не е само нечесно, тоа е абсурдно, тоа е цинично
И тоа е неморално, нечовечки. Тоа е како да велите дека не знаевте дека убиството е зло, криминал. Тоа е исто. Тоа не е незнаење. Негирањето на геноцидот во Сребреница не е незнаење, господин вице-премиер. Тоа е соучесништво. Негирањето на геноцидот во минатото, исто така, многу добро знаеме и слушнавме, значи спремност за нов геноцид, со помош и поттик на пропагандата. Пропагандата навистина не го повлекува шкрапалото, но ги мотивира луѓето да убиваат, да палат и да силуваат. Не ја фрла бомбата, но затоа ја подготвува пистата. Не ги закопува телата, но спроведува операции тие да бидат заборавени. Еден човек може да убие еден или повеќе човечки суштества, но пропагандата убива и илјадници и ја уништува секоја можност за исцелување меѓу живите.